Зошто јапонско кога може кинеско? Ова стана мантра на Мазда, која веднаш по електричната лимузина со ознака 6E, која беше развиена и се произведува во Кина, во Европа го лансира вториот модел со ист рецепт. Јапонците потенцираат дека новиот кросовер CX-6E го нуди препознатливото искуство при возење на Мазда. Максималната моќност на полнење изнесува 195 киловати, што не е лошо, но и не е за фалење, исто како и забрзувањето до 100 км на час за 7,9 секунди. CX-6E, кој во Кина се продава како Mazda EZ60, се позиционира на средината на сегментот во кој конкуренти ќе му бидат Tesla Model Y, Škoda Enyaq и Smart број 5. Подвозјето му е доработено во Германија со акцент на однесувањето на возилото на европските патишта и рафинираноста во возењето. Иако ја дели истата дизајн филозофија, доста се разликува од сегашните кросовери на марката. Понизок, поширок и со доста динамички пропорции, со долг преден дел и ниско поставени стаклени површини. Подобро опремените верзии имаат странични камери наместо класични ретровизори, а задниот дел е истакнат со спуштеното стакло и тенките LED светла. Внатрешноста е дигитална и представува најрадикален исчекор во дизајнот на кабината на моделите на Mazda досега. Централен елемент е огромниот 26-инчен екран, кој се протега од средината на арматурната плоча спрема со возачот, а инструмент таблата не постои. Сите информации се прикажуваат на голем head-up дисплеј. Нема ниту физички копчења, а со умниот кокпит, како што го нарекуваат во Mazda, може да се управува со допир, глас или гестикулации. Должината од 4,85 и широчината од 1,94 метри обезбедуваат раскошен простор нагласен со панорамскиот стаклен покрив. На пазарот ќе се појави при крајот на годинава по цени кои се очекуваат да бидат малку над 50.000 евра.